Со свечена смотра и скромна свеченост, територијалната противпожарна единица од Кочани денеска го одбележа 20 мај, денот на пожарникарството во Македонија. Представници од општинската администрација, пензионирани пожарникари и други гости присуствуваа на свеченоста, при што во поздравниот говор градоначалникот Никол Чуилиев искажа задоволство од ангажманот и успешното извршување на задачите од страна на сите припадници на единицата. Ние како локална самоуправа, во рамките на нашите можности и обврски, постојано сме во комуникација со нашата противпожарна единица и помагаме во делот што треба, што се однесува до опременоста на единицата. Ова година за прв пат купивме современа облека, професионална според европските стандарди, и тоа е за прв пат направено во нашата единица. Ние ќе продолжиме и понатаму и во другите сегменти, како што е во делот на моторните возила, да инвестираме се со цел да единицата биде секојдневно во приправна состојба и за да може да одговори на предизвиците. Во првиот квартал од оваа година кочанските пожарникари имале близу 90 интервенции од различен карактер, што е мал пораст во споредба со истиот период лани. Најголем дел од излегувањата на терен биле за гасење пожари на отворен простор, како и десетина интервенции за извлекување повредени во сообраќајни несреќи. На свеченоста беше даден и краток извештај за работењето во текот на минатата година. Имавме околу 285 интервенции, од кои од различен карактер, од кои 31 припаѓаат на општина Чешиново Облешево, 14 на општина Зрновци. Нашата единица располага со 6 возила, од кои 3 навални, 1 цистерна и 2 теренски возила. Единицата има 17 вработени, кои се во добра кондиција физичка и стручна. Воведовме новина теориска обука и практичен дел, кој се состои од дневна и ноќна обука, и се надеваме да покажат поголеми резултати во понатамошната работа. Паунов потврди дека неопходно е инвестирање во возилата и опремата за да се подобри готовноста и ефикасноста на противпожарната единица, со оглед што во просек постојните возила се постари од 2 децении. Во рамки на свеченоста по повод денот на пожарникарството, за присутните беше приредена и мала изложба на противпожарна опрема, а за најуспешен пожарникар за изминатиот едногодишен период беше прогласен Милко Минов, кој доби награда од градоначалникот Илиев.